Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со обработка на глава 23 од Евангелието според Матеј. Можеби ќе се сетите, но се наоѓаме во делот Евангелието во кој Господ Исус дава јасни предупредувања против фарисеите и книжниците. Во оваа глава, тој во 8 наврати им вели, тешко вам, а и 7 пати ги нарекува лицемери. Очигледно е дека Исус користеше доста остри зборови, но неговата намера беше да ги вразуми. Навистина би сакал оние кои се нарекуваат либерални христијани да ја прочитаат оваа глава и да се соочат со фактот дека Исус зборуваше против гревот и јавно го осудуваше. Пред некое време разговарав со една таква личност и кога и кажав за предупредувањата запишани во Матеј 23, таа ми рече дека не знаела дека има такви зборови во Новиот Завет. Либералното христијанство сака постојано да нагласува дека Бог е љубов и дека таа Божја љубов ни дава слобода да живееме како што сакаме. Тоа не е така. Љубовта на мајката кон детето не значи дека детето има слобода да прави што сака, без притоа да се соочи со последиците од неговите постапки. Мислам дека еден од главните проблеми, не само на либералните така наречени христијани, но и на голем дел од црквата е тоа што не сме доволно свесни за тоа кој е Господ. Да, тој ги сака грешниците, но тоа не значи дека ќе им прогледа низ прсти. Ниту пак значи дека таа негова љубов им дава право да живеат распуштен живот. Мораме да запомниме дека Бог исто така е и свет, и тоа значи дека не само што е одвоен од гревот, туку сака и ние да се пазиме од гревот. Затоа велам дека кога немаме целосна слика на тоа кој е Господ, ние всушност во нашите умови и срца си имаме замислена представа за тоа кој и каков е тој. А таа представа и замисла, со оглед на тоа што не се засновани врз писмото, секогаш се погрешни. Кога луѓето си имаат своја представа за тоа каков е Господ, најчесто тоа вклучува некое божество кое е скроено според нивните желби. Но, да се вратиме назад на текстот од Евангелието според Матеј. Ќе продолжиме таму каде што застанавме минатиот пат, кај стих 23 од 23 глава. Таму се вели: тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто давате десеток од нане, копра и ким, а сте го оставиле најважното во законот, праведноста, милоста и верата. Ова требаше да го правите, а и она да не го оставате. Во писмото Господ им кажа на евреите да даваат десеток од тоа што го имаат и од тоа што го добиваат како плод од земјата. Фарисеите го почитуваат тој закон до таа мера, што беа подготвени да даваат десеток дури и од најобичните зачини кои ги одгледуваа. Но, критиката на Господ Исус е следна. Тој им вели дека даваат десеток дури и од зачините, а сепак истовремено ги имаат запоставено најважните аспекти на духовноста, а тоа се праведноста, милоста и верата. На некој начин можеме да кажеме дека книжниците и фарисеите премногу ги нагласуваа неважните нешта, а премалку ги нагласуваа важните нешта. Стих 24. Водачи слепи, вие комарецот го цедите, а камилата ја проголтувате. Ова е мощне смешен коментар, зарем не? Да бев присутен во моментот кога Господ Исус ги кажа овие зборови, сигурно наглас ќе се насмеев. Спомнувајќи ги комарецот и камилата, Исус сака на сликовит начин да им објасни на тие религиозни водачи каков беше нивниот пристап кон верата во Бог. Оние нешта кои беа второстепени по значење, за нив беа најважни, а оние кои беа првостепени по значење се чини дека беа запоставени. Познавав една возрастна жена, која сега е при Господа,
за која носењето кармин во црква беше опасен грев. Истовремено, оваа жена имаше многу остар јазик и не внимаваше што зборува. За неа острите зборови не беа погрешни, но носењето кармин беше грев. Јас мислам спротивно, дека тоа што излегува од устата на луѓето е многу поважно отколку начинот на кој тие се дотеруваат кога одат во црква. Што ми е поентата? Врз основа на зборовите на Господ Исус, сакам да кажам дека и ние денес треба да бидеме внимателни, за да не ги направиме истите грешки како книжниците и фарисеите. Ние луѓето сме склони кон тоа да ги нагласуваме неважните, а да ги запоставуваме најважните нешта. Господ Исус не предупредува против таквиот начин на размислување. Стих 25. Тешко вам, книжници и фарисеи лицемери, зашто ги чистите чашата и чинијата однадвор, додека внатре тие се полни со грабеж и алчност. Би рекол дека ова е добар опис и на некои луѓе кои се нарекуваат христијани. Тие се премногу зафатени со организирање на нивниот надворешен живот, а внатрешноста им е за никаде. Опасноста е иста и за црквите. Во една црква, луѓето може да обрнуваат премногу внимание на црковната зграда, програмата за богослужба, декорациите и слично, наместо да се обрне внимание на живеењето во љубов и проповедањето на вистинското евангелие. Стих 26. Слеп фарисеју, очисти ги чашата и чинијата најнапред внатре, за да бидат чисти и однадвор. Поентата на Господ Исус не е дека само внатрешноста треба да биде добра и чиста, туку и надворешноста. Тој само сака да го нагласи правилниот редослед, а тоа е дека вистинската промена се случува од внатре, а не од надвор. Стих 27. Тешко вам, книжници и фарисеи лицемери, зашто многу личите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Ова се можеби најтешките зборови кои Господ Исус ги има упатено кон некој. Претходно ги спореди книжниците и фарисеите со сад кој е чист само однадвор, но не и одвнатре. Сега, оди чекор понатаму и ги споредува со варосани гробови, бидејќи однадвор се добро украсени, но внатре немаат живот во себе. Црквата денес треба добро да размисли за овие зборови. Секој христијанин треба да се преиспита, за да види дали можеби оваа диагноза важи и за него. Секој од нас може да се најде во таа духовна состојба, однадвор да се прикажеме како добри, свети и примерни, а одвнатре да го немаме животот кој произлегува од Светиот Дух. Искушението за нас ќе биде да покажуваме надворешна побожност, а длабоко во себе да го негуваме гревот, злото и беззаконието. Дури и да се наоѓаме во таква состојба, Господ се уште не сака, но јасно ни кажува дека доколку не се покаеме, ќе ги трпиме последиците од лицемерието. Од тоа не може да не спаси ниту одењето во црква, ниту пак практикувањето религиозни обреди. Не велам дека одењето во црква не е важно, баш напротив, но она што сакам да го нагласам е дека денес многумина ќе ви кажат дека ја почитуваат црквата, а сепак нивните животи не се променети. Над 65% од населението ќе ви каже дека се дел од црквата, но кога ќе видите какво беззаконие владее во нашата држава, ќе се запрашате каде се тие луѓе кои се дел од црквата. Се кријат ли по домовите? Или пак токму тие кои велат дека се дел од црквата се оние кои го прават беззаконието и нередот во државата. Не може некој да каже за себе дека е верник ако притоа живее световен живот. Таквите луѓе се како варосани гробови. Стих 28. Така и вие, однадвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. Господ Исус јавно ги прекори религиозните водачи, бидејќи тие тоа го заслужија.
Се прашувам со какви зборови ќе ни се обратеше нам денес ако стоеше пред нас. Што би и рекол Господ Исус на црквата на која ти припаѓаш? Дали ќе ја пофали или пак ќе ја укори? Стих 29. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто им дзидате гробници на пророците и ги украсувате спомениците на праведните. Интересно е како луѓето не ги прифаќаат вистинските духовни водачи, а потоа, години откако тие водачи ќе заминат при Господа, народот почнува да ги цени. Чарлс Сперџан беше еден од оние кои своевремено не беа прифатени, а денес е еден од најцитираните проповедници. Истото се случи и со Двајт Муди. Човековата природа не се променила. И во Стариот Завет пророците беа отфрлени, но неколку векови подоцна луѓето се восхитуваа на нивната посветеност. Стихови 30 до 32. Па велите, да живеевме во дните на нашите татковци, немаше да станеме нивни соучесници во крвта на пророците. А со тоа сведочите сами против себе, дека сте синови на оние што ги убиле пророците. Дополнете ја и вие мерата на татковците ваши. Книжниците и фарисеите ги почитуваа пророците на збор, но Господ Исус им вели дека кога би ги имале пред себе, не би ги прифатиле. Повторно ги обвинува за лицемерно однесување. Слушнете ги неговите зборови запишани во стих 33. Ова е еден од оние стихови кои луѓето кои не веруваат во постоењето на пеколот не знаат како да ги објаснат. Змии ниедни и змиски рожби. Како ќе избегнете пресудата за во пеколот? Господ Исус многу јасно зборува за пеколот и кажува дека оние кои лицемерно се однесуваат ќе завршат таму. Денес има некои луѓе кои веруваат дека Бог е толку полн со љубов, што ниту еден човек на крај нема да заврши во пеколот, бидејќи Бог ќе ги помилува дури и најголемите грешници кои не се покајале. Но, библиски гледано, тоа не е вистина. Секој кој го отфрла Христос, самиот ќе биде отфрлен. Во стихот кој предмалку го прочитавме, самиот Господ Исус зборува за реалноста на пеколот. Како е тогаш возможно пеколот да не постои? Тој не им вели на книжниците и фарисеите дека ќе го избегнат пеколот, туку прашува како планираат да го избегнат пеколот. Овие зборови сигурно не беа лесни да се слушнат, но религиозните водачи мораше да бидат соочени со вистината. Господ Исус дојде на овој свет за да не спаси. Оние кои веруваат во Него и го следат, ќе го доживеат како спасител, а другите како судија. Стихови 34 и 35. Затоа ете, јас праќам кај вас пророци и мудреци и книжници. Едни ќе убиете и ќе распнете, а други ќе тепате по синагогите и ќе ги прогонувате од град во град, за да падне врз вас сета праведна крв што е пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел, па до крвта на Захарија, синот на Варахија, кого го убивте меѓу храмот и жртвеникот. Вистина ви велам, сето тоа ќе падне врз овој род. Иако религиозните водачи се сметаа себе си за духовни луѓе, Господ Исус им кажува дека ним не им се допаѓаат оние кои се вистински духовни и посветени на Бога. Продолжуваме со читање. Во следните стихови Господ Исус плаче над градот Ерусалим и тоа го прави поради неговото духовно отпадништво. Стихови 37 до 39. Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата своји под крилјата, а вие не сакавте. Ете, ви се остава пуст вашиот дом, зашто ви велам, нема да ме видите од сега додека не кажете, благословен е оној кој иде во името Господово. Иако при неговиот влез во Ерусалим народот му пееше песни на Исус, сепак
тој град не ја прифати неговата порака. И добар доказ за тоа е фактот што луѓето од тој град го предадоа на распнување. Токму затоа Господ Исус жали над градот, бидејќи луѓето кои живееа таму имаа прилика да бидат сведоци на Господовата посета, а сепак не ја препознаа. Жалењето и оплакувањето на гревот и непослушноста е одлика на оние кои вистински го сакаат Бога. Например, пророкот Еремија во Стариот Завет често жалеше за духовната состојба на народот. Двајт Муди исто така бил познат по таа одлика. Јас лично сметам дека и денес ние христијаните треба да жалиме за состојбата во која се наоѓа овој свет. Не велам дека треба животот да ни помине во плачење, но исто така не треба да заборавиме дека гревот и злото се реалност околу нас. Со тоа доаѓаме до говорот кај Маслиновата гора, кој е запишан во глава 24 и 25 од ова Евангелие. Планирам да посветиме доволно внимание на овие зборови, бидејќи станува збор за третиот најважен говор во ова Евангелие. На некој начин може да се каже дека ова се дел од последните зборови на Господ Исус, пред да биде предаден, уапсен и распнат на крст. Господ Исус знаеше дека ќе биде убиен, и тоа им го кажа и во неколку наврати на своите апостоли. Тие беа со него 3 години и ги слушаа речиси сите негови поуки. Во глава 24 гледаме како поставуваат и прашања кои се однесуваат на неговото доаѓање. Лично сметам дека се уште не знаеа што значи неговото повторно доаѓање, но сепак беа заинтересирани за знаците кои ќе и претходат на таа случка. Стихови 1 и 2. И кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближија до него учениците негови за да му ги покажат зградите на храмот. А Исус им рече: го гледате ли сето тоа? Вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, а да не биде урнат. Господ Исус кажа пред учениците, а и пред други присутни, дека еден ден храмот ќе биде урнат. Станува збор за храмот познат како Иродов храм, бидејќи Ирод презеде иницијатива да го обнови. До тој момент храмот беше во процес на обнова во период од 40 години, но беше уништен во 70-та година од новата ера пред да биде завршен. Неколку децении пред храмот да биде уништен, Господ Исус прорече дека тоа ќе се случи. Учениците беа воодушевени од убавата градба и сигурно не очекуваа Господ Исус да им каже дека тој храм нема да постои. Патем, сакам да ве прашам, го гледате ли вашето место на живење онака како што Бог го гледа? Очигледно е дека апостолите имаа поинакво видување за храмот од она на Господ Исус. Што е со вас? Дали се обидувате да го погледнете вашето место на живење од Божја гледна точка? Кога би можеле населбите и градовите да ги гледаме онака како што Бог ги гледа, мислам дека би имале многу поголемо сочувство за оние кои живеат во нив. Бог ќе им суди на луѓето кои секојдневно ги сретнувате, освен ако не поверуваат во Неговиот Син. Сите убави градби кои го украсуваат вашето место на живење, еден ден ќе бидат уништени. Се ќе биде урнато, секоја од нив. Да, верувам дека не е лесно да се чуе тоа, но и на евреите не им беше лесно да слушнат дека нивниот храм ќе биде уништен. Кога овој свет ќе заврши, само човековите души ќе останат од него, бидејќи тие се вечни. Стих 3. И кога седеше во Маслиновата гора, дојдоа кај него учениците негови насамо и му рекоа: кажи ни, кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот? Сигурен сум дека учениците разговараа за ова едни со други и затоа одлучија да дојдат кај Исус. Тие всушност му поставија 3 прашања и Господ ќе им ги одговори 3 прашања. Така ние го добиваме говорот искажан на Маслиновата гора. Тоа се зборови со кои Исус објаснува кои ќе бидат знаците на неговото доаѓање
и крајот на светот. Крајот на светот е тема за која многу луѓе се интересираат, но за жал ги црпат своите информации од погрешни места. Трите прашања се: кога ќе се случат овие нешта? Каков ќе биде знакот за доаѓањето на Христос и каков ќе биде знакот за крајот на светот? Мислам дека наместо зборот свет, за третото прашање е подобро да се користи зборот доба, бидејќи светот нема да престане да постои, но еден ден ќе заврши добата во која живееме, ќе почне нова доба чија главна карактеристика ќе биде Господовото владење. Тука ќе го завршиме денешното проучување, а следниот пат ќе го обработиме почетниот дел од одговорот на Господ Исус. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.